Добро вечер. На самиот почеток на дневникот на Канал Плюс ви презентираме дел од главните настани на денот. Маратонскиот состанок на политичките лидери во Брисел заврши без договор. ЗАФ нема политички бенефит од стабилизирање на состојбата, изјави по состанокот премиерот Груевски. Кога брзите и моќни возила се управуваат од страна на малолетници, опасноста од несреќи е известна. Вчерашната сообраќајна несреќа во Штип го вклучи алармот на полицијата. Единствената зоолошка градина на истокот доби принова, редок вид на азијска коза. Лето во Штипската зоолошка градина ќе се збогати со неколку нови животински врсти. Домашната политичка криза и понатаму е во центарот на вниманието, откако на средбата на четворицата политички лидери со посредство на еврокомесарот Хан пропаднаа преговорите за решение за излез од кризата. На дебатата на форумот Кран Монтана во Брисел, која следеше по средбата, обраќање имаше премиерот Груевски, кој нагласи дека политичката криза треба да се реши што е можно побрзо, а перспективата на Македонија е во Европската унија. Средбата на четворицата политички лидери со посредство на еврокомесарот за проширување Јоханес Хан во Брисел не го даде посакуваното решение за излез од политичката криза, а на дебатата на форумот Кран Монтана во Брисел, премиерот Груевски го изрази своето верување дека наскоро домашната политичка криза ќе биде совладана. Премиерот нагласи дека отворањето на пристапните преговори со Македонија како членка која ги исполнува критериумите ќе биде вистински чекор за полноправно членство на државата во Европската унија и НАТО. Но тоа не би била целта за решавање на сите проблеми, туку би значело неоспорна точка на национален консензус, што треба да се стави во реалност во диалог и партнерство со Европската унија и НАТО. Ќе продолжиме напорно да работиме за да постигнеме добри резултати како целосно хармонизирање на реформите, за да ги засилиме ЕУ стандардите како придобивка за нашите граѓани. ЕУ, САД и другите наши меѓународни партнери имаат голем придонес во процесот на интеграција и членство на Република Македонија во Европската унија и НАТО. Македонија никогаш не го смета овој ангажман како хендикеп, туку како поттик во процесот на нашето интегрирање во ЕУ и НАТО. Република Македонија се соочува со политичка криза. Политичкото раководство на земјата инвестира напори за да ја надмине преку диалог. Премиерот ги повика земјите членки да се обидат и да ги истражат предлозите за надминување на проблемот со името. Кризата во земјата треба да се реши што е можно поскоро. Перспективата на Македонија е во Европската унија, нагласи премиерот Груевски. Во Македонија денес се полагаше задолжителниот мајчин јазик и литература. Наредниот матурски задолжителен испит странскиот јазик ќе се полага на 15 јуни. Полагањето на истокот помина без проблеми, а матурантите велат дека прашањата биле лесни. Матурантите денеска полагаат државна матура по предметот македонски јазик и литература. Полагањето започна во 10 часот и се помина во најдобар ред, изјавија од средните училишта. Во средното општинско училиште Лјупче Сантов државна матура полагаа 186 ученика. Материјалите пристигнаа во пред 9 часот, поделени се, сите тестатори се тука, учениците се веќе во испитните простори, се тече без никакви проблеми, се надеваме дека и успехот нема да изостане. Полагањето во гимназијата го набелдуваше Бети Кузмановска од Бюрото за развој на образованието. Без никакви проблеми, непречено започна полагањето на државната матура првиот ден. Немаме отсутни тестатори, немаме отсутни ученици, освен неколку што се пријавени за полагање на завршна државна матура. Без разлика на се, значи сите ученици се тука, почна да полагаат на време беа поделени материјалите за полагање и очекувам до крајот на денот да помине без никакви потешкоти. Во средното општинско училиште Гоше Викентиев денеска полагаа 71 матурант, изјави директорот Димче Сребренов. Денес во нашето училиште се полага екстерниот дел од државна матура по предметот македонски јазик и литература. Полагањето почна на време во 10 часот. Сите ученици пријавени за матура, бројката е вкупно 71, се овде присутни, веќе е во тек полагањето. Распоредени се во 5 простори, присутни се тестаторите од училиштето Лјупче Сантов,
Присутен е наблюдувач од Министерството за образование и наука од Скопје и до сега се одвил во најдобар ред. Полагањето продолжува и на 15 јуни, кога учениците ќе полагаат странски јазик, на 17 јуни се полага математика, а на 19 јуни учениците ќе полагаат физика, хемија, биологија, бизнис, историја, филозофија и естетика. Се почести се сообраќајните незгоди во кои учесници се малолетници. Последниот случај беше вчерашната незгода кон насилбата 3 чишми во Штип. За среќа тешко повредени нема, но факт е дека брзите возила во рацете на малолетници се опасности за нив и за другите учесници во сообраќајот. Поради зачестеност на сообраќајните незгоди кои се случуваат периодов каде поголем дел од учесниците се млади лица, СВР Штип апелираат. Апел до родителите да не дозволуваат нивните деца да управуваат моторни возила без положен возачки испит, поради недоволното искуство и знаење, неправилната процена за совладување на одредени препреки во сообраќајот, како што е, например, неприлагодената брзина кон условите и состојбата на патот во сообраќајот, при што може да дојде до загрозување на личната безбедност и безбедноста на останатите учесници во сообраќајот. Индикативно е дека најмладите се најранливата група при возење на повеќе патници, така да оние кои се на возраст од 15 и 17 години се со 9 пати поголема веројатност да учествуваат во сообраќајна незгода, за разлика од оние на поголема возраст. Од секторот за внатрешни работи Штип ќе превземат засилени мерки за откривање, спречување и санкционирање на овие прекршоци. Со грант од Европската инвестициона банка ќе се решава проблемот со канализационата мрежа во село град Делчевско. Преку проектот водоснабдување и одвод на отпадни води, општината ќе аплицира и за слични проекти од витално значење за жителите од руралните средини. Со грант од Европската инвестициона банка, општина Делчево ќе го решава проблемот со канализационата мрежа во село град. Вчера Делчевскиот совет со низа дискусии и полемики разгледуваше нацрт одлуката за проектот водоснабдување и одведување на отпадни води, проект преку кој согласно договорот помеѓу Министерството за транспорт и врски и општина Делчево ќе се решава овој навистина горлив проблем за жителите на село град. Со средства добиени од владата на Република Македонија преку Европска инвестициона банка ќе се гради канализација во село град, проект кој го ги решава проблемите на жителите во село град, нешто што е барано со години, што не е овозможено досега, така да ние се надеваме дека во село град ке животот за жителите ќе стане многу подобар и побав. За градоначалникот на Делчево Дарко Шехтански ова ќе биде одлична можност да се аплицира и за други проекти кои ќе значат решавање на проблемите од сличен карактер и во останатите рурални средини. Аплицирано и за канализација во село Вирче, очекуваме во овие 10-15 дена да добиеме позитивен одговор и за таму, така да се надеваме дека овие два проекти во текот на оваа година ќе бидат успешно завршени. Освен ова значајно прашање, советниците на 28-та седница ја аминуваа и предлог одлуката со која се предвидува замена и поставување на диодни светилки на дел од улиците Маршал Тито и Методи Митевски Блицо, како и осветлување на спортските терени во општинското основно училиште Ванчо Прке со диодни рефлектори. Овој проект е аплициран на Швајцарска агенција за развој и преку програмата за зачувување на природата во заграда за мали инфраструктурни проекти. Базично е замената на натриумните светилки со диодни, со што би се остварила заштеда во потрошувачката на енергија и со зголемен век на трајање на истите светилки. Учеството на грантот е 700.000 денари, а од наша страна се учествува со 140.000 денари. Инфраструктурните проекти беа меѓу најзначајните точки кои што се разгледуваа на 28-та седница, а во рамки на истата советниците дадоа согласност преку проекти да се реконструира дел од локалниот пат А3 Делчево Очипала Драмче Вратиславци до спој со А2 магистралниот пат, како и проектот за изградба на дел од улицата број 2 во населбата Звегорска река, катастарска општина село Звегор. Општина Штип ќе аплицира за грант за реконструкција на средното општинско училиште Колен Ехтенин. Во програмата за општините од Брегалничкиот слив, Штип се одлучи за проект за заштеда на енергија во најголемото средно училиште во градот. Општина Штип ќе аплицира за доделување на грант средства за реконструкција на средното општинско училиште Колен Ехтенин од програмата за зачувување на природата во Македонија, а од повикот за предлог проекти за општините од Брегалничкиот слив.
Од програмата за заштита на природата на Македонија ќе се обезбедат 700.000 денари, а општина Штип ќе земе учесто со сопствени средства од буџетот во висина од 341.171 денар, значи скоро 50% од сумата. Вкупната вредност на проектот е над 1 милион денари, од кои над 340.000 се сопствено учество, а останатите 700.000 ќе бидат обезбедени од програмата за зачувување на природата во Македонија. Денеска на оваа иницијатива зелено светло дадоа Комисијата за финансии и за статут. Ние разговараме, прва точка на дневниот не беше реконструкција на салата на Колен Ехтенин, со тоа што ќе се постават колектори за топлинска изолација, за грејење на водата и така натаму. Тоа е усвоена денеска точката по дневен ред. Потребата од интервенции во средното училиште Колен Ехтенин е поради амортизираност, но и поради заштеда на енергија. Се започна од спортската сала, бидејќи тамо има највеќе потреба, во смисла највеќе потреба, бидејќи станува збор за искористување на обновливите извори. Значи, тамо се во план да се постават 3 бољери заедно со панелни изменувачи, каде би се затоплувала водата, значи за да може да се користат во собликувалните. Вториот дел од енергетската ефикасност исто во салата е комплетна замена на осветлувањето. Таму имаме моментално се наместени осветлителни тела со 250-400 вати моќност, сега ќе биде заменето, значи сите тие ќе бидат заменети за по 50 вати. Општина Штип секојаш ќе дава подршка на вакви и слични проекти со оглед дека се работи за рационализација на трошоците преку ефектуирање на обновливите извори на енергија. Во Виница промовирани 4 дела од еден исти автор. Поранешниот специјалист педијатар доктор Јован Манчевски, Виничката архива ја надгради со 2 збирки раскази, една стихозбирка и патеписи. Некогаш негде под Влаина, кажувања, роднокрајот во мене, патеписи, 4 дела во заедничка промоција на исти автор, доктор Јован Манчевски, апсолутно ненамерно и ненаметливо преку кажувањата, раскажувањата на Јане, Доне, Тоша, Васил, Тимо, дава една ретроспектива на настаниот почетокот на 19 век, во кој е даден цел еден приказ на традицијата, верувањата, семејството, целиот битов елемент кој самиот по себе не запознава со начинот на кој генерации македонци и покрај сите неволи обстанали и успевале да израснат во совршено нормални луѓе која понесоа изградбата на нашата татковина. Овие 4 книги кои што се објавени сега за сега само од регионот на Малешевијата и Пијанец, каде што кој има поминано детството, може да кажам дека тоа е еден вид ретроспектива на некои си настани кои што се случиле уште од 19 век навамо. Претежно се тоа регистрирани случаи и кажувања на луѓето од тој крај за настаните историски, за животот како бил, за премрежата што ги имале луѓето. Тоа е времето кога после руско-турската војна доваѓа до првото ослободување на Пијанец од страна на дедо Иво Малишевски. Времето кога се појавуваат ајдуците, ајдуството во овој крај. После тоа војните кои што се случуваат, првата балканска и ослободувањето од турците, па втората балканска, каде што е всушност братоубиствена војна. Како е доживеана и што се случува во тоа време? Она што мене лично ми се допадна е фактот дека докторот нема идеализација на нешто. Значи, имаме тотално реалистичен пристап кон делото и кон нештата што се случува. Зошто тоа е важно? Затоа што од психолошки аспект кај човекот постои една тенденција секогаш да го
да ги негира негативните искуства за сметка на позитивните. Доктор Јован Манчевски е роден 1938 година во село Спанчарево, Пијанечко. Гимназија завршува во Берово, а студии по медицина во Скопје. Специализира педиатрија во Скопје и работи како педијатар првим во здравствен дом Виница, а потоа отвара своја приватна ординација. Во издавањето и печатењето на овие 4 издања кои денес се промовира, подршка има од општините Виница и Пекчево, како и од неколку приватни спонзори. Јавното предпријатие Камена река со нови цветни аранжмани го уреди влезот и излезот на Македонска каменица, како и централното градско подрачје. По идеја од Дубај, разубавен е дворот на средното училиште Миле Јаневски Джингар, а слични цветни инсталации се планираат на уште неколку градски локации. Рударска Македонска каменица се поатрактивна, поуредена и повпечатлива како за местното население, така и за многобројните посетители. Имено деновиве екипи на јавното предпријатие Камена река, покрај уредувањето на јавните површини низ централното градско подрачје, го уредија и влезот и излезот на градот. Уредувањето се изврши со неколку видови едногодишни цвеќиња кои се произведени во сопствениот расадник на комуналното предпријатие од Македонска каменица. Произведуваме едногодишни цвеќиња и разубавуваме општина Македонска каменица. А покрај садењето цвеќиња на многу локации и паркови низ централното градско подрачје во општина Македонска каменица, поставивме на влезот на општина Македонска каменица неколку жардинјери дрвени кои прекрасно изгледаат. Исто така и го разубавивме влезот од кај Делчево и влезот од кај општина Кочани. Во централното градско подрачје исто така поставивме една украсна куќичка. Со мала инвестиција од 400 цвеќиња, а идеја донесена дури од Дубај, градот се разубави со цветната кукичка, поставена во дворот на средното општинско училиште Миле Јаневски Джингар. Кукичката не е со многу голема инвестиција, значи се поставени околу 400 сакциички, околу 400 до 500 едногодишни цвеќиња. Понатаму континуирано ќе продолжиме да одржаваме и по територијата на општина Македонска каменица ќе поставиме уште многу вакви фигури кои ќе ги водушуваат граѓаните. Оваа тенденција ќе продолжи и во иднина, се со цел општина Македонска каменица да стане лидер во регионот во производството и одгледувањето на цвеќиња. Имено во расадникот на јавното предпријатие Камена река има доволно цвеќе за разубавување на општината. Зелените простори и жардинјери низ градот ќе треба да ги чуваат самите граѓани. Општина Кочани ја продолжува традицијата за наградување на најдобрите ученици од основните и средните училишта. Годинава 8 парични награди, невредните ученици ќе одат и на бесплатно летување. На иницијатива на градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски, а како резултат на соработката со збратиминиот град Крижевци од Република Хрватска, ова лето 8 ученика кои постигнале најдобри резултати во текот на учебната година ќе заминат 7 дена на летување на островот Пак. Оваа година за прв пат општина Кочани обезбеди 8 летувања за ученици од основните и средните училишта. Сметавме дека најдобро, односно најмногу заслужили учениците на генерацијата од сите 8 основни и средни училишта. Тие ќе заминат на летување на островот Пак на 6 јули, се враќаат на 13, значи остануваат таму 7 дена. Ова летување го обезбеди општината во соработка со збратимениот град Крижевци, кој што исто така е од Хрватска. Како и секоја година, освен оваа награда, што ја реализираме оваа година, си останува и стандардната награда за учениците, што изнесува по 6000 денари од ученик за сите наградени 8 ученици. Односно, тоа се 5 од основните училишта, 1 од основното музичко училиште и 2 од нашите средни училишта. Оваа година за прв пат се организира летување на учениците кои постигнале најдобри резултати оваа учебна година. Општината секоја година обезбедува и парични награди за ваквите ученици со цел истите да се мотивираат и да постигнуваат подобри резултати. Единствената зоолошка градина во источниот регион во Штип има нов жител. Се работи за принова на хималајски, односно индиски тар, редок вид на азиска коза. Штипската зоолошка градина е дом на 32 животински врсти, а за период од околу една година имало околу 17.000 посетители. Новиот член во зоолошката градина во Штип е хималајскиот тар, редок вид на азиски кози,
кои можат да се видат во Штипскиот зоопарк. Односно имаме мало хималајско тарче кој што се породи пред 5-6 дена. Така да еве денес во соработка со детската градинка дечињата изразија желба да му дадат име на малото тарче, да го крстат малото тарче, а воедно најавуваме дека за 15 дена започнуваме со изработка на нови боксови, ќе донесеме нови животни, како што се мајмуните ќе пристигнат во нашата зоолошка градина, ќе пристигнат антилопи, џуџести кози и некои други животни. Боксовите веќе се во фаза на изработка и ќе бидат готови за неколку дена. А најмладите имаат чест да му го дадат името. Зоолошката има над 32 животни, над 29 кафези, а јавното предпријатие ИСАР е во изработка на уште 4 домови за животните. Инаку за неполна година зоолошката има над 17.000 посетители. Крајбрежјето на Беровското езеро доби модерно уредена пешачка патека во должина од 1620 метри. Патеката е намената за пешаци и велосипедисти кои ќе може да уживаат во убавините на Беровското езеро, а истата е надополнета с урбана опрема за одмор и рекреација и по целата нејзина должина е осветлена со канделабри. Берово ја започнува туристичката сезона со нова пешачка патека околу Беровското езеро. Патеката се протега по брегот на езерото со вкупна должина од 1620 метри. Наменета е за пешаците и велосипедистите кои ќе можат да уживаат во убавините на Беровското езеро. Тоа е резултат на добрата соработка, на координираноста во реализирањето на проектите помеѓу централната власт и локалната самоуправа и по изготвување на техничката проектна документација преку Министерството за транспорт и врски. Ни беше одобрен проектот, кој проект подоцна со распишувањето на тендерот се најде изведувач, кој изведувач ја изгради патеката која, морам да кажам, за нас како општина која го промовира, го развива туризмот, е од огромно значење. Искрено да се заблагодарам на сите од владата на Република Македонија кои ја поддржаа оваа наша апликација и сметам дека со самата изградба на патеката ќе овозможиме и други содржини во развојот на туризмот, тоа сите гости кои тука се сместуваат и во приватните викендички и во хотелите кои ги има тука како Аурора, хотел VIP, ќе ја користат, ќе ја ползуваат патеката во шетање и сметам дека тоа ќе представува уште едно задоволство за гостите, за туристите кои доаѓаат во Берово, поточно на Беровско езеро. Крајбрежната патека е во должина од 1335 метри и истата се протега од зградата на кајакарското друштво до мостот или ѕидот на браната. Патеката е со широчина од 3,5 метри и 2,5 метри на места каде што е непосредно до езерото. Долж патеката се протегаат скали во должина од 140 метри на мощне страмен терен, кои водат од обиколната патека крај ѕидот на браната и хотелскиот комплекс Аурора. Скалите се со широчина од 1,5 метар. Третата патека, која е во должина од 205 метри и ширина 3,5 метри, води од оградата на Аурора до одморалиштето Младост. Пешачката патека е надополнета со осветлување со канделабри, поставена и урбана опрема, клупи за одмор, корпи за отпадоци, проширени одморалишта со пропратни содржини, клупи и маси, 8 локации за скара, настрешници и павилјони за сенка. За реализација на проектот се потрошени околу 16 милиони денари. Повеќе од 300 спасувачи, 45 единици специјална техника и 1 противпожарен воз учествуваат во гаснењето на пожарот што во понеделникот избувна во магазин за гориво во близина на Киев. Во пожарот загинаа 4 лица, 1 се води за исчезнат, а 13 се повредени. Здравствените власти во Хонг Конг денеска соопштија дека досега не е регистриран ниту еден позитивен случај на зараза од вирусот мерс, кајнас познат како нилска треска. Од вчера напланна контрола е направена на 31 од 33 сомнителни случаи. За смирување на населението, здравствените власти ќе ги објавуваат резултатите од тестирањата 2 пати дневно.
Новинарите кои учествувале во салата за конференции во Белата куќа биле извадени надвор од страна на агентите на тајната служба. Потоа целиот северен дел на Белата куќа бил евакуиран. Превенциите биле презедени како последица на заканата што пристигнала преку телефон до Белата куќа. Македонската ракометна репрезентација ја постигна и втората победа во квалификациите за Европското првенство, кое ќе се одржи во Полска 2016 година и се проби на второто место во групата 6 зад светскиот првак Франција и се изедначи со Чешка, против која во недела во арената Борис Трајковски во Скопје во директен дуел ќе се решава за втората позиција. Одличен надпревар одиграа репрезентативците на Македонија во Сент Гален, каде се поиграа со домашна селекција, нанесувајќи им тежок пораз со резултат 26-17. Во текот на целата средба нашите репрезентативци имаа целосна контрола врз резултатот и се чини дека овие два освоени бода се најлесно освоените бодови на овие европски квалификации. Капитенот Кирил Лазаров во првите 30 минути влегуваше во игра само да ги изведе седмерците. Нашите играчи беа бодрени од околу 800 македонски навивачи во салата во спортскиот град Сент Гален. На вториот дуел од нашата група Франција победи Чешка во Брно со 34-24. Ова беше се што ви подготвивме за ова издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. За повеќе вести посетете го нашиот веб портал kanalplus.mk. Ви посакувам пријатна вечер.